Добро вечер, пријатели, добро вечер, поддржувачи, добро вечер, храбри луѓе од Крива Паланка, кои што покажаа дека после 7 години крадење на државата, после 7 години крадење на народните пари, после 7 години злоупотреба на функциите и правата кои им ги дадоа на граѓаните, Македонија стана за да не им дозволи да ни ја украдат и иднината на секоја следна генерација, нашите деца и на нашите внуци. Велат зима е, протестот не може да трае. Велеа ладно ќе биде, ќе се лажат. Меѓутоа покажавме во секој град, во секоја општина, во секој поголемо село, дека и кога е ладно, продолжуваме. И кога врне дожд, ние маршираме. И кога паѓа снег, народот излегува на улица. Крива Паланка ви честитам за силата, за упорноста и за храброста. Овие денови си го поставувам едноставното прашање. Што е тоа парламент и дали во Македонија денес постои парламент? Парламент не е онаа зграда. Парламент не се ни милионските евра куполи над парламентот. Парламентот не се ни фотелите, ни микрофоните на Трајко и неговите послушници. Парламентот тоа е народот. Џабе им е зграда, ако пред неа и зад неа не стојат луѓе. Џабе им е фотели, ако на нив не седат и не говорат луѓе кои представуваат граѓани. И затоа, почитувани сограѓани и пријатели, денеска парламентот во Македонија е на улица, во Крива Паланка, во Струга, во Неготино, во Кавадарци, во Скопје, во Куманово, таму каде што се граѓаните, таму каде што е народната волја, таму каде што немаме да се срамиме од она што има да го кажеме. Ме прашуваа како се чувствувавме на 24 декември. Дали ни беше срам и како, со која мака ги гледавме сликите и снимките од тој црн понеделник. Сакам да ви кажам нешто најискрено. Излеговме од тој парламент исфрлени, на раце и нозе. Излеговме некој со повреди, некој со модрици, некој разочаран дека ова може да и се случува на Македонија. Меѓутоа, секој од нас, секој од 42-цата пратеници на обединетата опозиција излезе со чист образ. Излеговме со високо кренато чело, затоа што знаевме дека се бориме за нашите и ваши идеали и дека во таа борба не се штедевме себе си. Внатре останаа измеќари и платеници кои што решија дека ќе ја чуваат фотелјата, ама еднаш за секогаш го изгубија и образот, и честа, и името, и достоинството. Нека им е на чест и нека си седат во празниот парламент. Многумина се прашуваа зошто на власта и требаше сила и насилие покажано против парламентарците кои поинаку мислат. Мене ми е сосема јасно дека на 24 декември тие нема алтернатива. Се додека зборувавме многу за политика, можеа и да не слушаат, од едно уво ќе им влезеше, од друго ќе излезеше. Се додека зборувавме за култура, за евроатлански интеграции, за висока политика, за меѓуетнички односи, некако велеа ќе преживеат. Ама кога почнавме секој ден со бројки, со факти, со аргументи, со проценти, со конкретни примери, да зборуваме за работите кои секој граѓанин во оваа држава ги чувствува секој ден во својот джеп, тогаш не можеа да издржат. На ВМРО-вците можете да им зборувате што сакате, ама кога ќе им ги допрете парите, на кои многу се навикнаа, тогаш реагираат безмилосно. Кога ќе им го споменете едноставното прашање, каде, господа платеници и пратеници, исчезнаа милиарди народни евра, тогаш тие не знаат што да ви одговорат. И бидејќи немаат аргументи, ги земаат стаповите. Бидејќи немаат аргументи, посегнаа по насилство.
Тоа им стана правило. Еднаш, после 2011-та, излегоа на улица и кога ја славеа победата, убија еден млад дечко вака како овие околу нас. Го убија и сакаа да го скријат убиството. Им помина се уште неказнето. Сега решија дека имаат доволно сила да ги истепаат сите кои различно мислат и да испратат порака на граѓаните, дека ако можат да тепаат пратеници, можат се. Почитувани пријатели, факт е дека се уште не ја платија цената. Ама тркалото се врти, а денот на одлука и казна доаѓа. И јас овдека пред вас ве уверувам, сите оние кои носат одговорност за злосторствата кои ги направија на Македонија, еден ден ќе одговараат. Нема калкулации, нема компромиси и нема штедење. На 24 декември не тепаа само пратеници со име и презиме. Кога не избркаа на улица, со сила, со насилие, со обезбедување, со приватни обезбедувачи, тие удрија на секој граѓанин кој дал глас. 370.000 граѓани денеска се чувствуваат измамени и нападнати од една врхушка. Повеќе од 6.000 гласачи од Крива Паланка се оние кои беа избркани од парламентот. 370.000 луѓе низ цела Македонија велат: мојот глас не е на лицитација. Мојот глас значи поддршка, значи идеали, значи политика. Денеска сакам со вас да споделам уште една информација. Ми представува навистина огромна чест и го чувствуваме тоа сите ние како голема обврска. Кога Сојузот на борци излезе денес и без калкулации, без двоумење кажа: ние и овој пат сме на вистинската страна. Ние знаеме дека борбите кои ги воделе сите овие вистински борци не запреа ни на 3-тиот Илинден, не запираат ни на 24 декември. И јас ве уверувам, ако тие имаа храброст да жртвуваат свој живот, да го жртвуваат својот мирен живот, тогаш немаме ние право на грешка. Сакам да им се заблагодарам од Крива Паланка на сите борци кои еднаш веќе се жртвувале за Македонија, што повторно знаеа да ја изберат страната, и да им кажам дека тоа го паметиме и дека тоа го чувствуваме како голема одговорност. Овие денови навикаат да се вратиме во парламентот за да сме го продолжиле политичкиот диалог. Се сеќавате ли вие на некаков вистински диалог во оној така наречен веќе парламент? Кога не праша нас или вас дали сакаме да се задолжат уште 1 милиарда евра во последнава година? Дали не праша тие 1 милиарда евра да ги фрлат во ветер за споменици, за жални врби, за мостови и за згради? Не прашуваа. Дали не прашуваа тогаш кога решија сите телевизии и медиуми во Македонија да ги поклопат со партиска шепа? Дали не консултираа кога дозволија Македонија да падне на 116-то место по слободата на медиумите? Дали не праша нас и вас? Дали сакаме нашата држава да биде во друштво со Нигерија, со Белорусија или со Виетнам? Почитувани граѓани на Крива Паланка, политичкиот диалог го немаше во парламентот. Ако сакаат сега политички диалог, нека ги отворат прозорците, нека излезат на улиците, не им требаат 6 бодигарди, нека се соочат со граѓаните и нека чујат каков диалог и треба на Македонија. Дозволете ми да кажам неколку збори за Крива Паланка, иако за тоа знаете повеќе од мене. Ќе направам една паралела со настаните од црниот понеделник. Ако власта мислеше дека се она што се случувало во парламентот било во ред, зошто тогаш половина час претходно, еден по еден, со сила или без сила, ги исфрли сите новинари и сите медиуми од галеријата? Знаете зошто?
Затоа што тој што знае дека треба да се срами од своите постапки, не сака сведоци. Тој што знае дека е во право, нема проблем со медиумите, нема проблем со камерите, нема проблем со граѓаните, нема проблем со одлуките. Така малку слично носеа одлуки во Крива Паланка. Оние кои знаат дека ја донеле вистинската одлука, таа вистинска одлука ја соопштуваат на време. Дали се среќавате кога обединетата опозиција застана зад кандидатурата на нашиот доктор од Крива Паланка, застана обединета, застана единствена и пред цела Крива Паланка може со чист образ да каже: го имаме вистинскиот избор и вам ви го нудиме. Каде беа ВМРО-вците тогаш? Молчеа. Каде беше ДПМНЕ? Речи си 8 месеци, се криеа, калкулираа, броеа, пребројуваа, правеа анкети, џабе. Дури кога се понадеваа дека може би СДСМ и опозицијата ќе ги бойкотираат изборите, тогаш собраа голема храброст и кажаа: стариот градоначалник, од кој досега бевме незадоволни, сега ќе им го понудиме како ново, уште полошо решение. Епа, почитувани граѓани на Крива Паланка, затоа ние нема од што да се криеме. Затоа ние нема од што да се плашиме. Денеска сме меѓу граѓаните на Крива Паланка и велиме: отпорот ќе продолжи. Ќе продолжи заради тоа што знаеме дека е вистината на наша страна. Затоа што знаеме дека правдината е овде. И затоа што знаеме дека од страв во Македонија веќе не се живее. Стравот не ги плаќа сметките. Заканите од власта не носат леп на трпезата. Заканите од власта не ги плаќаат сметките кои не чекаат и во дуќаните и дома. Затоа граѓаните на цела држава одлучија дека ова не е време за криење. Излегуваме на улица затоа што знаеме дека има кандидати зад кои вреди да се застане. И ви честитам што во Крива Паланка избравме таков. Ви честитам што ја донесовте вистинската одлука. Во име на сите тие кандидати продолжуваме на улица, продолжуваме со парламентот за и од граѓаните и ќе покажеме дека во Република Македонија мора да победи слободата. Во Република Македонија мора да победи отпорот. Да живее Крива Паланка и да живее Македонија.